Почитувани сограѓани, храбри луѓе, добро вечер! Нема ништо ново да кажам ако нагласам дека Македонија денес е партиска држава. Власта на чело со ДПМН диктира кој да раководи, што и како да прави во политиката, стопанството, науката, културата, а за жал и во спортот. Штип не е исклучок на овој план. Дури би можело да се каже дека е посебно карактеристичен. Спортски Штип во минатото беше познат по своите достигнувања и во екипна и во поединична конкуренција. Имавме со што да се пофалиме во борењето, каратето, одбојката, пинг-понгот, фудбалот и така натаму. А сега каде сме? Одговорот е познат. Немаме резултати, бидејќи не се дава приоритет на квалитетот, на знаењето, на искуството, на стручноста. Туку во прв план се става партиската книшка на ДПМН. За парите кои се издвојуваат за спортот од страна на Советот на локалната самоуправа даваме безрезервна подршка. Меѓутоа тие се трошат, ама очигледно резултати нема. Отчет исто така. Единствената причина лежи во партизацијата на спортот. Во раководството на клубовите може да влезат луѓе блиски на власта. Тренерите се бираат по партиска боја, а не по стручност. И публиката е поделена. А најголема трагедија е што во состојањето на тимовите приоритет се дава на оние кои се блиски со власта. Ова е посебно карактеристично во фудбалскиот клуб Брегалница, позната по најмногу бројните гледачи. Минатата година беа потрошени на 300.000 евра народни пари за тренери од Бугарија, фудбалери од Аргентина. Со сомнителни способности, а се негираат квалитетите на нашите тренери и фудбалери кои се докажани по својата стручност и знаење. Последиците од ваквата партиска дискриминација во Брегалница се освоените бодови по завршениот прв дел на првенството, со кои поблиску екипата е до оние екипи кои играат бараш за опстанок, а подалеку од посакуваното место од навивачите ветената Европа од раководството на силите пред почетокот на првенството. Во ова мое обракање до вас посебно би сакал да ги искажам критиките од страна на ветераните на фудбалскиот клуб Брегалница. Поголем број на симпатизери и граѓани на Штип со кои постојано контактирам, а се упатени кон нереалните желби на актуелниот градоначалник на Штип за дислокација на градскиот стадион. Кога ние ветераните на фудбалскиот клуб Брегалница излеговме на стадионот јавно да изразиме протест, градоначалникот требаше да дојде кај нас, а не да ни праќа емисари. Во редовите на ветераните има политички неопределени или определени од сите политички бои.
Ние не сме магистри или доктори на науки, ама сме доктори по футбол и много добро я познаваме проблематиката. Знаеме да разликуваме що се бизнес сделки, а що се спортски мотиви. И на крајот, почитувани граѓани, да ве информирам дека барањето за промена на генералниот урбанистички план за дислокација на градскиот стадион е одбиено и стопирано од страна на Министерството за транспорт и врски. Епа, градоначалниче, престанете да ја партизирате Брегалница, престанете да го партизирате спортот во Штип, не ги кршете постапките и процедурите, почитувајте ги законите, да живее Република Македонија!